Од кога ти е крварењето, момче младо? Викам, не знам, не се сеќавам. Како вика не се сеќаваш? Така викам, не се сеќавам од кога крварам. Ама чекај, мора да се сеќаваш, па газот е твој, така, крвта е твоја, така, мора да се сеќаваш. Викам, не знам, не се сеќавам, знам синојка си легнав, ама не се сеќавам кога точно легнав. Ама знам дека кога легнав ми беше убаво ладничко на газот и не се сеќавам кога сум почнал да крварам. А да не се сеќаваш на нешто друго од минатата ноќ? Абе, докторе, му викам, ја не се сеќавам кога сум почнал да крварам. Ама многу добро се сеќавам дека синојка бев у кафана. Таму изедов кило јагнешко. Испив 2 литри вино. Мавнав цела тегла феферони, се препушив, си дојдов дома и си легнав. И кога си легнав, докторе, си легнав сам. А обично и кога легнувам со некој, докторе, легнувам со женска и секојаш легнувам од позади. Така да твоите педерски инсинуации те молам да си ги оставиш за себе, затоа што ја кога легнуем, не легнуем со некој зад мене, ако тој некој не се вика Дзит у спална соба. Затоа твоите предпоставки, доктор, чувај ги за себе, зашто моето крварење од газот не е од негова противприродна употреба, туку ќе да е од нешто друго. Јас затоа дојдов ти да ми кажеш од што тоа ја крварам. Немој да се дереш, момче младо. Го вознемируваш овој наш заштитник, овој наш светец на иконата, па може да се налути и да не ти помогне да се излечиш. Може би твоето крварење од газот не е ништо страшно. Види бе, докторе, може тебе не ти е страшно, пошто Сабајле си се разбудил до твојата трета жена која има непуни 20 години и која спие гола од 8 март до 11 октомври. Али мене, докторе, ми е страшно, пошто се устрав од страв. Мене ме фатила онаа народната крв ке сереш мамето твое. Ете таа клетва ме фатила. Немој да се дереш, момче младо. Ке те фати некој грев, некој проклетство од нашиот светец ке падне врз тебе. Смири се, смири се. Сега јас ке го испитам твојот анус и ке ги проверам цревата, ке ти направам колоноскопија. Викам, ке ми направиш шо? Каква колона у газот ке ми направиш, докторе? Немој да се плашиш воопшто, нема да те боли. И само што кажа така, луѓе кој извади едно апаратче со намотана сајла на него цирка 15 метара. А на врвот на сајлата имаше едно окце. Ајде сега, момче младо, ти легни тука бочно, а јас благо и нежно со сондава ке навлезам во твојот анус и ке ги проверам цревата.